За едни мајка, за други маќеа. Едни скопски градоначалници донеле одлука родителите да не плаќаат градинка за месеците кога децата не одеа. Други пак ги приморуваат родителите да ги платат трошоците, како немалите да одале редовно. Ова предизвика бура од реакции кај родителите. Најреволтирани се аеродромци. Последни 2-3 месеца не работат градинки. И баш имаше луѓе, мајки, мислам, што се бунат. Па сега, ако мора ние ќе си ги платиме, тие ќе ги подмириме, нели, за да си задржиме место сето тоа, ама мислам дека не е правилно, пошто не работи објектот и... Си плаќаме секој месец. Си плаќам секој месец, сите за неделно си плаќам секој месец. Има општини каде што и не се плаќа. Не по нашата општина се плаќа. Зошто вака одлучи градоначалникот Златко Марин? Одговор не добивме. Отидовме директно и во општината. Тука е на работа? Така? Каде сте? Одало телевизија. Немаме ништо да кажеме, ама не можеме да го најдеме на началникот и да го сакаме одговор да даде за нешто. Значи, јас сакам да се денените градоначалник. Цели 2 дена, првиот човек на општина Аеродром Златко Марин не одговара на СМС пораките и повиците од телевизија Алфа. Дојдовме на неговото работно место, но тука вработените ни кажаа дека тој денес не дошол воопшто на работа. И првиот човек на кисела вода по истиот терк како колегата од Аеродром. Темилковски вели, само го почитувал правилникот на Министерството за труд и социјала. Кога се потпишува договорот, родителите кога го потпишуваат, на база на тој договор ги има сите правила за начинот и методот на плаќање. Така да во самиот договор на родителите се стои колку и како се плаќа, а таму е дефинирано и овоа плаќање од, мислам дека околу 500 денари месечно. И во детските установи во Карпош се наплатуваат режиски трошоци, иако не само што децата не престојуваат во нив, туку тие се целосно затворени. По истата одлука се водат и во Центар и Чаир. Единствено, од скопските општини, Ѓорче Петров и Гази Баба, ги ослободија родителите од трошоци, оти градинките беа затворени последните 3 месеци.